Гласот на надежта. Постои линк кој може да го споделите со вашите пријатели, со вашите роднини, кои можеби немаат Zoom апликација, но можат и на тој канал да ја следат вечерашнава емисија. Исто така сакам да спомнам, почитувани гледачи, дека може да поставите ваши прашања на нашата докторка. На чатот имате простор каде што може да ги запишете вашите прашања, а на крајот од предавањето докторката ќе им даде одговор. А сега сакам да ја поздравам нашата докторка Кристина и да ја предадам збор. Повели, Кристина. Добро вечер, дали се слушаме? Да се слушаме. Добро вечер, ви благодарам на убавата најава. Вечерва ќе зборуваме за една многу актуелна тема, која што верувам дека овие 2 години ни е и главна тема на разговор, на размислување. Зборуваме за темата за SARS-CoV-2 вирус, COVID-19, за новото нормално време во кое што живееме и за тоа колку е тоа нормално. Сигурна сум дека сите ние овие скоро 2 години сме преблокирани со многу информации за оваа тема. Секојдневно сме бомбардирани по медиуми, по информативни програми, по многу шоуа кои што пренесуваат информации за овој вирус. Така да многу информации кои што ги споделиме вечерва не се ништо ново, ниту пак нешто што веќе не сте го чуле, но едноставно би сакала да разговараме затоа што верувам дека секој од нас се соочил со оваа болест, ако не лично врз себе, со некој свој близок, поминале низ ова патешествие, некој полесно, некој можеби потешко. Како и да е, би сакала да разговараме за оваа тема, каков е овој вирус, што предизвикува, како да се справиме со оваа болест, и како можеби и да се заштитиме. На почетокот би сакала да спомнам за корона фамилијата вируси. Мора да кажеме дека овие вируси не се нешто ново за медицината. Овие вируси, коронавируси, се вируси кои што постојат многу одамна и се познати на медицината, исто така и се проучувани. Меѓутоа, не предизвикувале некои болести значајни со тешки клинички слики за да би се многу истакнали или за да многу би се проучиле од страна на научните истражувања. Ова фамилија на коронавируси брои 7 членови денеска, вклучувајќи го и овој вирус SARS-CoV-2. И мора да спомнеме дека до 2002 година беа 4 члена. Ако добро се сеќавате, сигурно сум дека многу од вас се сеќавате, во 2002 не зафати една епидемија. Ако памтите, тоа беше епидемијата на SARS вирусот, кога почна исто така од Кина и зафати повеќе од 20 на земји широм светот, а бројката тогаш изнесуваше околу 8000 заразени. Она што е специфично за овој вирус, кога се појави тогаш, исто така беше многу летален, со бројка на смртност процент од прилика 15%, што е и поголема смртноста од моменталниот вирус. И не толку долго после тоа, после 10 години, се случи нова епидемија, повторно од групата на коронавирусите, тоа беше вирусот MERS. Middle East коронавирус, или респираторно заболување, исто така од оваа група, кој предизвикуваше малку потешка и покомплицирана клиничка слика, со уште поголема леталност и смртност, околу 30%. Тоа самото по себе беше доволен индикатор да научниците се занимаваат со оваа група на вируси, како на некој начин како најава за ова што денеска се случува. Сега прашањето што би се наметнало е зошто SARS и MERS, претходните два вируса, на кои што ние самите бевме сведоци, не предизвикаа пандемија од вакви размери, како што предизвика овој вирус SARS-CoV-2. Она што е интересно и што е различно кај овој вирус е тоа дека овој вирус е потполно нов вирус во групата на коронавируси. Моментално е последниот најмлад член, ако може така да се изразам, од групата на коронавируси.
Овој вирус е потполно нов, како што кажав, не е доволно проучен, со многу способност за мутирање и се појави во Кина конкретно 2019 година. На сите, значи, врз основа на некои научни истражувања кои што следувале потоа, овој вирус, значи, го сместиле во групата на коронавирусите, благодарение на начинот на кој што делува во организмот, неговиот изглед, неговата морфологија, неговото врзување со клетката домаќин. Коронавирусите, инаку сама по себе, го добиле името врз основа на изгледот. Ако се сеќавате на сликата на коронавирусот, мислам дека сите се сеќаваме, како едно сонце со зраци, затоа и се нарекуваат коронавируси. Тоа сонце со зраци се фактички шилци или протеини кои што му служат на вирусот како еден начин на рецептори со кои што се поврзува за клетката домаќин. Болеста која што ја предизвикува овој вирус, значи се нарекува COVID-19. Мора тоа да го разграничиме. Верувам и дека ви е јасно. Самиот вирус е SARS-CoV-2, болеста која што ја предизвикува се нарекува COVID-19. И оваа болест е респираторна вирусна инфекција, која што во најголем број од случаите ги зафаќа горно респираторните патишта. Малку подолу во предавањето ќе се осврнеме на симптомите поединачно, меѓутоа во полесната клиничка слика ги зафаќа горно респираторните. Кај одреден процент на популацијата следува компликација на таа клиничка слика, при што самиот вирус или симптомите се спуштаат на долно респираторните патишта, а подоцна на гастроинтестиналните, при што може да се предизвикува и потешка клиничка слика, што за жал може да се искомпликува со летален исход. Она што го поставив како прашање претходно е зошто SARS и MERS не предизвикале ваква пандемија како што предизвика овој вирус. Се работи за начинот на врзување на овој вирус. Значи, овој вирус е многу сличен на вирусот на SARS од 2002 година. Се врзуваат на исти места на клетката домаќин, се врзуваат на сличен начин, меѓутоа разликата е што овој вирус се врзува 10 пати појако спрема научните истражувања од претходниот SARS вирус, што значи дека многу појака врска остварува со клетката домаќин, многу подолго време е застапен, а со самото тоа се зголемува и времетраењето или времетраењето како гостин би нарекла во клетката домаќин кај човекот и со тоа се зголемува и можноста за негова полесна и побрза трансмисија. Со самото тоа и преносот нели ќе биде поголем од човек на човек. Колку е заразен? Во однос на тоа колку е заразен овој вирус, може да кажеме дека на светско ниво бројот на заразените луѓе во однос на диагностицираните е сигурно 10 пати поголем, исто спрема многу студии кои што ги обавиле многу стручни институции, затоа што многу пациенти кои што имаат лесна клиничка слика не се ни пријавуваат на лекар за лекарски преглед. Може би многу од нив не се ни свесни дека го имаат токму овој вирус. Она што е ако може да се изразам, најстрашното е тоа што баш тие луѓе се клучни за трансмисијата на овој вирус. Сега, како нашиот организам одговара на оваа вирусна инфекција? Вирусите, значи, мора да кажеме како организми се интрацелуларни, значи тие за да може да се размножуваат, за да може да функционираат во телото на домаќинот, мора да навлезат во клетката на самиот домаќин. Надвор од клетката тие самите од себе не се способни да се размножуваат, не се способни да функционираат, ниту пак да направат зараза. Затоа им е потребно живо ткиво клетка за да може да навлезат во јадрото на таа клетка и со помош на таа клетка да вршат репликација и понатамошно ширење. Сега, нашиот имун систем е оној кој што одговара на овој напад, ако може така да се изразам, на вирусот. И
нашиот имун систем се труди да ја уништи таа клетка која што е нападната, односно да го уништи вирусот во клетката која што е нападната, а со самото тоа ја уништува и клетката домаќин на вирусот. И сега проблемот настанува во втората фаза од болеста, за која што ќе зборуваме малку подоцна, кога имуниот систем, борејќи се, значи да го оттргне вирусот од нашето тело, уништува премногу брзо и премногу клетки претежно од белото дробие, од организмот на човекот, а подоцна, значи, може и од гастроинтестиналниот систем. И тоа е таа инфламаторна фаза од болеста, кога се случува еден јак одговор имунолошки, или така наречена цитокинска бура, за која што сум сигурна дека сте чуле, за која што многу луѓе тешко може да ја поднесуваат, а многу луѓе и за жал завршиле и летално. Сега, она што вечерва ќе го зборуваме, вие ме најавивте како доктор на медицина. Јас сум доктор на медицина која што пред почетокот на оваа пандемија беше вработена во инфективното оделение. Така да, од кога почна оваа пандемија, сум интензивно на инфективното оделение, со секакви ситуации сме се соочиле, со сите фази од болеста сме се соочиле, и факт е дека оваа болест која што во светски рамки го зафати, значи, светот, е нешто што е се уште предмет на научно истражување, се уште е предмет на истражувања од типот како може да делува, како може да се влијае тераписки на неа, што може да прави во однос во организмот, како може да се спречи, како да се превенира, како да се лекува. Знаете и самите дека во текот на овие 2 години и Светска здравствена организација излегуваше со многу информации кои што подоцна, значи, се покажаа како недоволни, да речеме, во однос на вирусот. Знаете и самите дека и медицинската фела нема доволни објаснувања за сите контрадикторности што се јавуваат во однос на вирусот. Меѓутоа, врз база на оваа 2-годишно искуство, врз база на секојдневно работење со пациенти, исклучиво со пациенти позитивни на COVID-19, би сакала да направиме едно резиме на цела оваа болест, како би се заштитиле подобро, како би донеле заклучок како да функционираме, како да живееме, како да се заштитиме, како би се избориле со оваа пандемија што го снајде светот. Сега вечерва би сакала да зборувам повеќе од аспект на амбулантски лекар, затоа што најголем број од случаите на COVID-19 се токму во амбуланта и се токму амбулантски случаи со полесни клинички слики, додека помал е оној процент, и добро е што е така, помал е процентот на луѓе кои што имаат потреба од хоспитализација и луѓе со потешка клиничка слика. Затоа што многу пациенти се јавуваат во амбуланти со полесна клиничка слика, сигурно сте биле и вие дел од тоа, ако не вие ваши блиски, затоа е потребно вечерва да разјасниме некои дилеми во однос на терапијата, во однос на превенцијата, терапијата, а во однос исто така и на имунизацијата. Што се однесува до симптомите, како би се разграничило дали пациентот, значи, има COVID-19 или не, тоа е едно многу често прашање кое што ни се поставува во амбулантата. Би кажала дека многу тешко би се разликувало, затоа што сите симптоми се неспецифични и се многу слични со други вирусни настинки кои што се сезонски, да речем, се предизвикани од останати вируси, например, како вирусот на грип. Знаете и сами дека кога се појави оваа пандемија, беше многу често подценувана и поврзувана со грипот. Меѓутоа се покажа дека не е така, дека е далеку посериозна и дека скоро 2 години светот и медицината на светско ниво не може да се избори со оваа пандемија. Симптомите би ги поделила како на 2 групи. Најчести се температурата. Во однос на температурата би кажала дека знае да биде непостојана,
пациентите кога доаѓаат кај нас на преглед, најчесто кажуваат дека немаат висока температура, дека тоа е некоја ниска температура, дека немаат ковид, меѓутоа тоа не секогаш се испоставува како точно. Температурата не мора да биде екстремно висока за да диагностицираме ковид и што е уште по спротивно од тоа, температурата најчесто е некоја субфебрилна, се движи околу на почетокот на симптомите зборуваме, значи околу 37,5 до 38, за да после во текот на болеста таа температура знае да порасне, во текот на денот да биде варијабилна, наутро да нема, навечер се појавува и тоа знае да трае. Зависи од тоа колку тешка клиничка слика ќе развие самиот пациент. Меѓутоа, како и да е, температурата е еден редовен симптом кај средно тешките пациенти и едно од најчестите симптоми кои што се појавува. Температура, второ како симптом би го набројала кашлица. Кашлицата е најчесто сува, перзистентна, упорна, може да почне со подкашлување, а може да се развие во понатамошниот тек на болести како малку поупорна и секреторна. И третиот како најчест е заморот. За заморот би кажала дека и кај пациентите со многу лесна клиничка слика го имаат овој симптом и тоа е еден симптом кој што тешко го поднесуваат, иако ние како лекари им кажуваме дека заморот од сите други симптоми кои што можат да ги добијат е еден од најлесните симптоми. Како и да е, тешко го поднесуваат затоа што е интензивен, затоа што го зафаќа целото тело, затоа што осеќаат јака болка, да речеме, низ целото тело, замор, немаат сила, немаат енергија, па да ви кажам, немаат ни волја за живот. Едноставно им влија и од психички аспект. Во однос на другите помалку чести симптоми, но не толку занемарливи, се мускулно-зглобните болки, значи што би ги поврзала со заморот, болки по цело тело, интензивни, болка во грло, исто, значи присутна, глава болка, значи не мора да биде јасно, само да не се разбереме погрешно, значи не значи дека сите овие симптоми ќе ги има кај еден пациент. Зборувам од страна на искуство од многу пациенти, кај некој е изразен по некој од овие симптоми, значи нема точна формула или равенка за симптоми, едноставно секој индивидуално различно реагира. Меѓутоа, како другите помалку чести симптоми би ги издвоила овие: главоболка, конјуктивитис, исто така, значи воспаление на окото. Потоа би издвоила многу чест симптом кој што беше на почетокот на пандемијата, изгубено чувство за мирис и за вкус. Овој симптом би кажала дека беше многу изразен, посебно кај помладата популација. Меѓутоа мора да се разграничи точно дека беше многу изразен при ковид инфекциите, меѓутоа треба да се разграничи дали пациентот имал хроничен синузитис, затоа што знае синузитисот да даде изгубено привремено чувство на мирис, дали е пушач, затоа што и пушачите знаат да имаат намалено чувство на мирис, или дали се работи за некое невролошко пореметување. Значи, тука би се осврнала на тоа пациентот да сам се анализира, а исто така и да каже на својот лекар дали колку време трае тоа чувство на изгубен мирис, дали е нешто ново што до сега не го почувствувал или е нешто со што прв пат се соочува. Во однос на COVID-19, болеста која што е предизвикана од SARS-CoV-2, би ја поделила на две фази. Првата фаза е фазата на вирусна репликација. Оваа фаза на вирусна репликација е фаза кога вирусот се размножува во клетката домаќин, тоа што го спомнавме претходно. Значи, вирусот веќе навлегол низ влезната порта, дали ќе биде тоа нос, дали ќе биде уста, дали око, што е како една влезна порта која што е доста потценета. Меѓутоа, вирусот навлегол во клетката домаќин и почнува да се реплицира. Тука може да кажем дека вирусот е доста латентен, односно прикриен. Тоа е некоја фаза, да речеме, на инкубација, кога вирусот се размножува и кога пациентот веќе може да врши трансмисија на вирусот, а не мора да има некои значајни симптоми.
Оваа фаза на вирусна репликација почнува претежно во белите дробови, а за да потоа во текот на болест, односно на крајот на првата недела кон втората недела, може да се пренеси на гастроинтестиналниот систем, зашто бевме сведоци во изминатиот период со многу гастроинтестинални симптоми кои што не ги спомнав погоре, од страна на повраќање, гадење, значи диареја, болка во желудник, неспецифични симптоми за COVID-19 коронавирусот, но исто така многу чести. После оваа прва фаза, како што спомнав, следува втората фаза, односно тоа е фазата на инфламаторниот одговор на организмот. Значи нашиот организам е направен за да се бори со секое страно тело или антиген кој што доаѓа во допир со самиот организам и самиот имунолошки систем почнува да реагира. Тоа е фазата на инфламаторен одговор која што во многу случаи може да биде многу јака и многу силна. Тоа ќе го образложиме малку подоцна. Кои се факторите на ризик? Факторите на ризик, односно кои пациенти се многу изложени. На почетокот на пандемијата беше како јасно дека по-старата популација е по-изложена, меѓутоа од оваа перспектива наназад, значи 2 години наназад, може да кажеме дека и нема некоја формула за фактори на ризик. Сведоци сме дека секојдневно имаме новозаразени случаи со па и сега последната варијанта на која што сме изложени, делта варијантата, како да не бира популација, напаѓа и помлади пациенти, постарите се секако повозрастната популација изложени. Од останати фактори кои што може да влијаат за влошување, да речем, на состојбата со COVID-19, би го издвоила кардиоваскуларните болести, диабетес, значи шекерната болест, гојазноста која што е денеска многу присутна и кај помладата популација и кај постарата популација, потоа хронична бубрежна слабост, ХОП, односно тешки хронични белодробни заболувања, имуносупресивни пациенти, а исто и пациенти со активни малигни неоплазми, кои што би можеле да бидат изложени на ваков ризик. Во однос на диагностиката, тука ќе поминам на брзина, тоа е нешто што ги засега докторите како медицинска фела, меѓутоа би спомнала, во однос на диагностиката на COVID-19 нема некоја специфична диагностика, меѓутоа би издвоила факторите по што се раководиме за да би диагностицирале COVID-19 пред самиот PCR тест. Лабораториски анализи, значи врз основа на лабораториските анализи се покажува дали се работи за вирусна инфекција или се работи сепак за бактериска инфекција. Врз основа на самите лабораториски анализи може да одредиме и колку е голем степенот на инфламацијата, значи во која фаза од болеста се наоѓа, да речем, вирусот. И врз основа на тоа би можеле и да делуваме. Не би разглобувала поединечно за секој параметар, меѓутоа може да кажам дека генерално сите параметри кои што ги следиме во однос на лабораторија се неспецифични за COVID-19, затоа што се тоа параметри кои што се маркери кои што се покачени вредности во однос на многу воспаленија во организмот, многу инфламаторни одговори даваат покачени C-реактивен протеин, веројатно го знаете, значи и другите, значи D-димери, за кои што сигурна сум дека и најобичен граѓанин кој што не се занимава со оваа професија, веќе се запозна со сите тие параметри. Значи тоа се едни неспецифични параметри за COVID-19, луѓето често прашуваат врз основа на крвта дали имам COVID-19, односно дали сум позитивен. Ниеден, значи, доктор не може да ви го тврди тоа врз основа само на крвна слика, затоа што можеби врз основа на крвните параметри укажува на вирусна инфекција, меѓутоа никој не може да тврди дека е баш тоа COVID-19. Може да се работи за обична вирусна настинка, може да се работи за инфлуенца, за грип, сега почнува сезоната, така да може да кажеме само врз основа на крвна слика дали има инфламација, дали треба да се делува со симптоматска терапија или би оделе со некоја поагресивна терапија.
Рентгенот на белите дробови, тука сепак може да се раздвои исто, значи бактериска од вирусна, затоа што вирусните претежно даваат билатерални пневмонии. Верувајте, овие 2 години сме се изнагледале на секакви рентген снимки, сме се изнагледале на драстични влошувања на рентген наодите. И би кажала дека негативен наод на рентген не значи негативен SARS-CoV-2. Значи, во почетокот на самата болест, кај секој организам различно, меѓутоа, во почетокот на самата болест не мора да се појави пневмонија на рентгенот, а сепак пациентот да биде позитивен. Меѓутоа, кога веќе имаме билатерална пневмонија, која што е интерстицијална, која што е интерклеточна, која што е доста специфична за вирусната инфекција, тогаш би можеле да одиме во прилог на COVID-19, секако со задолжително тестирање со PCR. Друга исто мерка која што е аускултацијата, значи мора да се аускултираат белите дробови за да се утврди дали има наслушалка, тоа е она диши познатото кај пациентите, да се утврди дали има наслушалка, значи крепитација, односно кракорење, за да знаеме пациентот во однос на кашлица, во однос на гушење, во однос на тешко дишење, како се чувствува, до каде е проширена инфекцијата и со каков лек би оделе. Она што би кажала во однос на тераписките мерки, односно терапијата која што ја даваме, зависно е од текот на болест или од фазата на болест. Она што би било идеално, како што спомнав на почетокот, првата фаза на болест е фазата на вирусната репликација, односно тоа е фаза кога вирусот се размножува во клетката домаќин, зафаќа многу повеќе клетки, така што тоа е една фаза во која што би било идеално да се делува со антивирусен лек. Проблемот со антивирусните лекови, знаете и сами дека бевме изложени на разни лекови. Значи, јас мислам дека овие 2 години бевме бомбардирани со многу информации, со многу експериментални терапии, со многу звонувачки работи кои што се појавија, како за нас лекарите, значи, така и за пациентите. Знаете дека бевме изложени на некои антивирусни лекови, меѓутоа проблемот со антивирусните лекови е што ниту еден не е докажан дека е специфичен за COVID-19. Кај нас, да речеме, имаме искуство со Тамифлуто како еден антивирусен лек, оселтамивирот, кој што се користеше и се користи и ден денеска кај заболени од инфлуенца. Меѓутоа, за COVID-19 нема некој специфичен одреден антивирусен лек кој што би дал добри резултати. Она што го имавме за употреба, знаете и самите, беше најмногу изложен ремдесивирот. Меѓутоа, може би да се ублажи текот на болеста или да се симптомите како такви да се намалат, меѓутоа како конкретен лек нема научни докази, ниту пак истражувања за било кој антивирусен лек. И проблемот со антивирусните лекови, ако може да се нарече проблем, е тоа што се даваат исклучително во раната фаза на болеста. Значи, почетокот, првите неколку дена до 5-тиот ден најкасно од болест. Проблемот со многу пациенти со кои што се соочивме овие 2 години беше што многу пациенти, сакајки или од некој внатрешен страв, од некој скептицизам, доаѓа многу покасно во фазата на болеста, значи многу, да речеме, веќе кога го осеќаат она гушење, тешко дишење, кога веќе не можат сами да се справат со болеста, а секако пробувале во домашни услови, и тогаш е за антивирусен лек бесцелно во таа фаза на болест. Во втората фаза на болеста, значи кога доминира тој инфламаторен одговор на организмот, значи во организмот се случува таа цитокинска бура, вирусот ги напаѓа клетките на белите дробови, и овдека веќе имаме имунолошки одговор на самиот организам, значи самиот организам се бори
против себе, односно самиот организам, сакајќи да го уништи вирусот, кој што веќе се поврзал со јадрото на клетката, почнува да ги уништува клетките на својот организам. Сега проблемот со овој инфламаторен одговор е што во таа бура, затоа и се нарекува цитокинска бура, која што обично е после 7-миот ден, зависно од пациент до пациент, меѓутоа некој просек се случува тука околу од 7 до 12 од 13 ден, што наеднаш имунолошкиот организам, имунолошкиот систем наеднаш почнува да уништува премногу клетки и се најчесто нападнати белите дробови. Сега тука веќе би можело да се делува со некои антиинфламаторни лекови. Па би почнале со тоа, терапијата во оваа фаза, би почнале со антибиотиците. Антибиотиците најзлоупотребени беа овие 2 години, поради страф од некоја бактеријска инфекција, и ние како лекари се соочивме со таа проблематика. Меѓутоа, верувајте, превенција со антибиотици поради страф од бактеријска инфекција е неиздржано ниту медицински, ниту научно. Не се дава антибиотик за да се превенира бактеријска инфекција. Антибиотик се дава исклучиво врз докажана секундарна супербактеријска инфекција. А посебно на амбулантски пациенти, каде што имаат полесна клиничка слика, антибиотиците се контраиндицирани, освен, пак ќе повторам, доколку не е докажана таа бактеријска суперинфекција. Како еден од најзлоупотребените антибиотици беше азитромицинот. Азитромицинот, знаете и сами дека се препишуваше во изобилство. И јас не знам, кога ќе заврши оваа пандемија, како ќе функционираме, како ќе лекуваме синузитиси или било какви други воспаленија, кога целата популација беше, јас мислам, изложена толку многу на овие антибиотици. Азитромицинот, сумамедот, познат меѓу народот, други антибиотици, цефалоспориниот 3-та генерација, тоа се панцефот кој што исто така беше многу користен и злоупотребен, флуорокинолоните, моксиралот, цитералот, што ги знаете вие како фабричко име на лековите, исто, амоксиклавот од пеницилинскиот представник, најзлоупотребените антибиотици кои што претходно сме ги користеле за многу, да речем, потешки воспаленија. Сега моментално овие 2 години беа премногу изложени луѓето и сигурно веќе настаната и резистенција кон овие антибиотици. Со самата мутација на вирусот, овие антибиотици како се помалку и послабо да делуваат. Спрема Светската здравствена организација и спрема сите научни истражувања не е издржано користење на антибиотици за вирусна инфекција, освен ако не се докаже постоење на секундарна бактеријска инфекција. Кортикостероидите како такви се исто многу често употребувани, меѓутоа претежно, би се осврнала дека за амбулантски пациенти не би препорачала кортикостероиди, иако имавме многу пациенти кои што доаѓаа со користено дексаметазон без лекарска консултација. Дексаметазон, со предходна лекарска консултација. Точно дека кортикостероидите даваат многу ефект, меѓутоа зависи во која фаза и кај кои пациенти се даваат. Најбитно е кортикостероидот да се даде во втората фаза од болеста, некаде после 7-8 ден. Во првата фаза, во фазата на вирусна репликација, не само што не се даваат кортикостероиди, не смеат пациентите да си ги земат на своја рака, туку е и опасно затоа што во тој момент вирусот се реплицира, имунолошкиот систем е нападнат, со самото користење на кортикостероиди уште повеќе го супремираме имуниот систем и може да направиме многу поголема грешка, па да не речеме и летален исход. Сега, друго што би сакала да спомнам, би поминала малку побрзо, затоа што и времето не гази. Аспиринот како лек беше многу користен и е користен се уште. Пак ќе кажам дека нема некои научни докази дека лекува во COVID-19, меѓутоа спрема многу истражувања, оние пациенти кои што користеле аспирин,
прошле со полесна клиничка слика или со помалку морталитет во однос на оние кои што не користеле. За ивермектинот, лек кој што беше исто така многу користен, ивермектинот е антихелминтик, односно лек кој што делува на паразитите. И тоа е лек обично кој што се користеше или се користи во ветеринарната служба, меѓутоа доби назначење и кај COVID-19. Доби затоа што спрема некои истражување инвитро, лабораториски, значи, се покажало дека ивермектинот ги блокира јонските канали на самиот паразит, а со тоа и го парализира неговиот влез, значи, односно го парализира влезот, значи, на јонските канали и дека го спречува влегувањето на вирусот во јадрото на клетката. Меѓутоа, тоа е докажано инвитро. Во инвиво се докажало и се покажало дека за да се спречи тоа влегување и парализа на вирусот, влегувањето негово во клетката, потребна е многу висока доза, односно скоро многу повисока доза на ивермектинот од леталната. Она што би кажала, темата на насловот на оваа тема беше COVID-19 и новото нормално и колку е тоа нормално. Сведоци сме дека овие 2 години живееме еден живот кој што е различен многу од тоа како сме живеели или како сме мислеле дека ќе живееме. Зарем е нормално ова што ни се случува 2 години да не може медицината да се справи со еден вирус, 2 години луѓето социјално дистанцирани, 2 години децата социјално дистанцирани, 2 години не функционираме како што треба, 2 години носиме маски. Што е проблемот? Зошто не можеме да се избориме? Дали тоа е причина за тоа е мутацијата на вирусот, дали причина за тоа е недоволни заштитни мерки од наша страна, дали причина за тоа е нејака имунизација. Причините би може да бидат по-големи, меѓутоа она што зависи од нас и она што можеме ние да го направиме е личната заштита. Значи, јас би се осврнала најмногу на тоа. Гледаме и сами дека вирусот мутира, не би навлегувала, значи во неговото потекло, не би навлегувала затоа што има многу прашања тука, дали се работи за биолошко оружје, дали се работи за лабораториски произведен вирус, тука не би навлегувала затоа што не би сакала да шпекулирам. Меѓутоа, она што го знам и она што сакам да напоменам е дека ние лично за себе и за своите блиски сме одговорни. Дали ќе се заштитиме и колку ќе се заштитиме, најмногу зависи од нас. Точно е дека многу долго трае оваа пандемија, точно е дека на сите ни е едноставно премногу ова што се случува, меѓутоа тоа е единствениот начин за да можеме да се справиме додека не се стави крај или додека не се прогласи крај на оваа пандемија. Значи, можеме да носиме, значи, да избегаваме затворени простории. Ако веќе сме приморани да бидат тие простории вентилирани, ако сме во гужва, да носиме барем хируршка маска, затоа што хируршките маски обезбедуваат барем 90% на сигурност, односно заштита. Не е 100% затоа што имаат малку поголем пречник од големината на вирусот, меѓутоа 90% не е мал процент и со соодветна дистанца и со вентилација би било сосема доволно. Друго, мењето на рацете како една од најзадолжителните мерки. Нема ништо посигурно од мење на раце со топла вода и со сапун, затоа што напоменав и претходно, влезните врати на вирусот се допирање со нечисти раце на уста, нос, а и на очите, кои што исто така се потценети. Тоа би го кажала како заштита мерка, за да може да конечно да тргнеме во една добра насока, за да можеме да функционираме нормално, затоа што ако некој најмногу страда од целава оваа ситуација, јас мислам дека се нашите деца, затоа што изгубија социјален контакт со реалноста, се осврнаа кон технологијата која што е денеска најмногу актуелна, а која што е и така штетна за нивниот психолошки развој. Мислам дека оваа пандемија на сите ни одзеде многу од страна на близината со луѓето, од страна на нормалните социјални комуникации, меѓутоа ни одземе и од психички аспект. Мислам дека луѓето се затворија сами во себе
И доколку вака продолжи, не би завршило добро. Отприлика тоа би било тоа, ја што би можела да изложам. Ако имате неколку прашања во интерес на времето, би можеле да поставиме. Се слушаме? Да, се слушаме. Значи, имав едно прашање дали може во однос на тераписките цели, дали може освен хемиски средства или лекови за кои што зборував, дали може со природни лекови да се бориме против COVID-19. Секако дека може, значи природата нуди многу лекови кои што ни се дадени на располагање, само треба добро да ги знаеме и да ги запознаеме за да може да ги користиме. Со природни средства би можеле да го во однос на чаеви, во однос на многу тревки што се нудат, би можеле да го зајакнеме имуниот систем, посебно значи во сезона, да речеме сезона пролет, лето или лето, есен, кога вирусните настинки се и tekako големи. Витамините исто така значи помагаат во однос на зајакнување на имунниот систем, меѓутоа и во однос на витамините би кажала да не се претерува затоа што самите доколку нашата исхрана е добра, правилна, регулирана во добри временски интервали, во добри количини и разновидна, ги добиваме сите потребни витамини кои што се. Она што беше актуелно исто при ОДФ за витаминот Д, исто за тоа имавме прашања. Витаминот Д, нели како таков, многу се користеше. И тоа е добро, меѓутоа мислам дека беше преголемо дозирањето негово. Нема подобар витамин Д од природното сонце на кое што сме изложени. Прошетки во природа, изложување на што повеќе сонце, точно дека бевме ограничени овој период, значи и со летување бевме ограничени, меѓутоа не бевме ограничени во прошетки, не бевме ограничени во изложување на нормална количина на сонце во текот на денот. Она што би сакала сега да го истакнам, сега се сетив во однос на болеста е што додека пациентот е во активна фаза на болеста, односно посебно во втората фаза или потешка клиничка слика доколку пациентот развие, контраиндицирано е тоа пешачење, затоа што кај нас обично пациентите мислат дека ако излезам да прошетам, ако се раздвижам, ќе ми биде подобро. Напротив, значи, пациент во активна фаза на болеста, во фаза на пневмонија, која што може да биде и со потешка клиничка слика, индицирано е строго одмарање. Значи, знаеме и сами, знаете и вие, сте имале сигурно случаи со пациенти кои што биле зависни од кислородна поддршка, кои што не може да функционираат самостојно на амбиентален воздух. Тие пациенти сме имале такви хоспитализирани, каде што одбивале строго одмарање, ке станат до ВЦ и со самото тоа колабираат, потоа не може да се вратат до кревет. Значи, се препорачува строго мирување, затоа што кога организмот е нападнат од некоја таква тешка инфекција белодробна, на организмот му треба многу сила да се избори со тоа воспаление, така што секое наше движење, секоја физичка активност, секоја потешка физичка работа дополнително го оптеретува и срцето, и крвниот притисок, а со тоа и белите дробови, така да може да настане колабирање, колапс, пациентот да не е ни свесен за тоа. Значи, сме имале многу такви ситуации, затоа напоменувам на секој пациент строго мирување. Значи, строго мирување, она што е битно, течности многу, пиење, исхрана добра и тоа е тоа. Кристина, овде има уште едно прашање. Сигурно го читаш. Кога да се симнува температурата? Како? Кога? Кога да се симнува, бидејќи велат дека температурата до 38,5 не би требало да се симнува, бидејќи телото само треба да се избави. Да. Значи, температурата обично препорачуваме да над 38 степени Целзиусови се симнува со парацетамол. До 38 степени оставаме организмот самиот да се избори.
Тоа што кажав на почетокот на болеста има некоја субфебрилна температура која што не се не рачуна за покачена температура, меѓутоа е некој знак дека нешто се случува во организмот. Тоа е температура кога самиот организам нели се бори со инфекцијата или со вирусот што го нападнал и затоа оставаме до 38 самиот организам да се избори. Ако температурата почнува да се покачува над 38, па и над 38,5, зависно нели од возраста на пациентот, зависно од килограмите на пациентот, препорачуваме и по 2 парацетамола, за да може побрзо да се супримира таа температура. И сега она што е значено е дека не значи дека ако еднаш падне температурата и дека е тоа дека нема повторно да се покачи. Температурата и како се појавува, кај некои пациенти дури држи до 2 недели, со тоа што е варијабилна, пак ќе кажам, наутро ја нема, навечер ја има или обратно, меѓутоа сепак дозволено е на некои 4 до 5 часа кај повозрасните пациенти парацетамол да се конзумира, ама со температура пак е повторам над 38. Се што е под тоа, со течности, со одмор, да оставиме организмот самиот од себе да се избори, затоа што на тој начин се создава имунитетот на организмот. Не можеме на организмот веднаш да му помагаме со температура 37,2. Ако веднаш се напиеме антипиретик, односно парацетамол или не е битно ампуларна терапија, има пациенти кои што се навикнати на ампуларни терапии, на тоа му правиме, со тоа самото му правиме лоша услуга на организмот, не му дозволуваме да се изборува и во секоја наредна прилика кога ќе биде во контакт со било кој вирус, не мора да биде тоа COVID-19, секоја наредна прилика организмот самиот е навикнат да пасивно одговара, односно друг да му симнува температурата наместо самиот себе си. Ќе бидеме многу почувствителни на секоја промена на сезона, на сите вируси на кои што сме изложени, многу понежен организам, ајде така да се изрази. Добро. Имаме уште едно. Дали изопринозин има место во третманот на COVID-19 и ако да, кога е најдобро да се употребува? Добро, изопринозинот исто беше многу користен, не го спомнав, многу користен во овој период, посебно пациенти кои што ни доаѓаа од матичните лекари веќе беа изложени на изопринозин. Да, има свое место, меѓутоа сепак и тоа треба да биде со одредено со стручна консултација и соодветно дозирање, никако на своја рака, затоа што тоа е еден мощен силен лек кој што е имуносупресивен, значи, односно делува на имунолошкиот систем со тоа што прво го ослабува, а потоа го ојачува за да може да се справи со да речеме инфекцијата која што го напаѓа. Значи на почетокот имуносупресивен, после имуномодулаторен го модулира имуниот систем за да може да се справи со секоја вирусна инфекција. Има, меѓутоа тоа е на да речеме во почетната фаза. Нешто слично како фазата кога зборував за вирусна репликација, кога се користат и антивирусните лекови. Се што е после тоа во потешката фаза на болеста не би се препорачувало. Затоа што веќе самиот организам својот имунолошки систем е доста активен и, како што ја објаснив, ги напаѓа своите клетки за да би го поништил вирусот. Тука не би требало да делуваме со лекови како што се изопринозинот во оваа фаза од болеста. Добро. Има уште едно прашање, јас сега не можам да го прочитам. Дали, Кристина, ти можеш да го видиш? Па, не на мене во моментот не ми излегува. Што би препорачале како превенција, ми се изгуби. Како превенција и зајакнување на имунниот систем за да се користи. Па тоа е тоа што го спомнав и до сега. Значи, најбитна превенција или заштита е заштитната опрема наша, колку што би можеле, нели, миењето раце и заштитите маски. А друго, значи, како превенција, знаете како, никој не може да ви каже конкретен лек или начин, или не знам, начин на исхрана, или лекови, или
некое мени со кое што би превенирале, ниту па некој може да гарантира со тоа дека нема да се заразиме. Факт е дека оваа пандемија трае премногу долго. Све би било многу полесно кога пандемијата би траела месец дена, 2 месеца, во кои што би можеле сите да се чуваме со заштитни мерки, за да се пазиме еден од друг, да не дојдеме во контакт и да се спасиме. Меѓутоа, во 2 години тешко дека можеме да се заштитиме во однос на контакт со позитивни пациенти, затоа што сите комуницираме едни со други, сите одиме на работа, сите функционираме, така да заштитната опрема би била таа која што е неопходна во овој момент. Во однос на исхрана, тоа е тоа. Значи, овош е зеленчук, течности многу и не премногу форсирање физички. Добро е да бидеме во добра кондиција, меѓутоа се тоа да биде во некоја умерена граница. Тоа е тоа во однос на превенција. Добро. Еве, почитувани гледачи, да и се зблагодариме на крајот на нашата докторка за незиното вечерашно предавање. Така ќе биде и наредниот четврток повторно со нас во исто време во 19 часот со нова тема. Ќе стане збор за диабетисот. Што е и како да се живее со него. Ви поканувам да го испланирате вашето време, да бидеме повторно наредниот четврток во 19 часот. А вам, драги гледачи, ви посакувам мирна и благословена ноќ. Се гледаме во наредната емисија. Останете со добро здравје. Довидување.